Добро вечер во емисијата 360 степени насат. Вечерва објавуваме. Со председателските ќе се одржат и локални избори во 3 општини. Во Охрид на крајниот југозапад, За Охридското езеро треба поќирачено се води. во Дебар на крајниот запад Тоа е празен град е. Пола Девар повеќе се во Америка. и во Новосело на крајниот југоисток. Полека се иселија се. Се иселија, младина нема. Како јас стана подеднаш таргет на антикорупцијска комисија. Вие доколку сте си уверени во вашата работа и вашата честност, мислам дека немате причина да не спиете мирно. До сега се отворени вкупно 376 предмети. Интересно е дека Државната комисија почна да работи по допрен глас. По допрен глас, антикорупцијска го истражува имотот на актуелниот советник на председателот Иванов, Илија Исајловски. Може би прв пат представник на државата призна отворено дека статусот на Охрид како светско културно наследство виси на конец. Во основа дека си уште се движиме, како да кажеме, на една темна работ. А едно од клучните барања на УНЕСКО е мораториум на сите крајбрежни и урбани трансформации на подрачјето. What is the main determining point for France's decision? The outcome of the European elections, as you said, or the homework done in Macedonia on part of the reform agenda? The primary mover is domestic politics in France, but it doesn't mean that the government in North Macedonia should lean back and say, well, it's out of our hands. Ова беше само најава. Останете на Алсат, се враќаме за кратко со сториите. Гледате 360 степени. Вкупно 376 предмети отворила новоформираната и со нови засилени ингеренции антикорупцијска комисија, а функционира неполни 2 месеца. Во дел од овие предмети може да се препознаат и случаи отворени во оваа емисија, некои дури и подзаборавени, како на пример за имотот на актуелниот советник на Ѓорѓе Иванов, Илија Исајловски. За него пред околу 2,5 години, кога беше заменик министер за надворешни работи, објавивме дека купил 2 стана во Москва, еден во Скопје, плюс джип, и дека отплаќа месечна рата за кредити, која е поголема од заедничките месечни примања што ги имаат со сопругата јавен обвинител. Славица Филиповска за тоа што значи да се има функционална антикорупцијска. Konstatoi se kuvendi e miratoi vendimin për emrimin e kryetarit dhe antarëve të Komisionit Shtetëror për parandalim të korrupsionit. И сметам дека оваа комисија, која што е составена од професионалци, ќе застане на браникот на јавниот интерес. Од една страна медиумите да не следат, а од друга страна да бидат и наш сојузник. Сите предмети што сме ги добиле, сме ги распоредиле и постапуваме по нив. Како што почнавме, така мислиме да тераме. Како јас стана подеднаш таргет на антикорупцијска комисија. Вие доколку сте си уверени во вашата работа и вашата честност, мислам дека немате причина да не спиете мирно. Судии, пратеници, други актуелни и поранешни функционери, нивни роднини, председателот Иванов, за неполни 2 месеца од формирањето на Државната комисија за спречување на корупција, се најдоа на нејзината листа за проверка. До сега се отворени вкупно 376 предмети, од кои антикорупцијска затвори 26 со оценка дека нема случај. Телото за превенција и борба против корупцијата на чие чело застана жена, веќе стекна позитивен публицитет во јавноста и често се споредува со специјалното јавно обвинителство. Миша Поповиќ од Институтот за демократија, кој го води секретаријатот на платформата на граѓански организации за борба против корупцијата, не сака да брза со оценка за работата на антикорупцијска. Рано е да се каже заради тоа што генерално истраги или процесите кои што се антикорупцијски се долготрајни и потребно е време навистина да покаже што се направило. Меѓутоа, сметам дека првичните некои иницијативи кои што ги имаше Државната комисија за спречување на корупција се во добра насока. Се очекува Државната комисија да направи анализа на ризик и тоа да ги води, заради тоа што има едно море на корупција и они треба да најдат што е најважното. За Поповиќ новина и пристапот на ДКС кон граѓанските организации и медиумите. Интересно е дека Државната комисија почна да работи по допрен глас, по нешто што се појавува по медиуми, што е навистина чекор во вистинска насока.
Истовремено тие и се отворени кон граѓанското општество. Ние веќе имаме неколку состаноци со нив и тие бараат помош од нас за фокус, за соработка и така натаму. Ако тие успеат да ги убедат граѓаните дека навистина работат во борба против корупција, граѓаните ќе застанат позади нив. Има такви примери во поширокиот регион каде силата на антикорупцијската агенција ја даваат всушност граѓаните. Во истрагите отворени под опрен глас се најдоа случаи што во изминатиот период беа објавени во емисијата 360 степени. Таков пример се указите за унапредување и именувања во армискиот врв, кој председателот Ѓорѓе Иванов ги потпиша при веќе распишани избори. На забелешката дека указите се донесени во предизбори и на само 2,5 месеца до завршувањето на неговиот мандат, од кабинетот на председателот одговараат. Постапката траеше неколку месеци и станува збор за редовна обврска, која е во делокругот на непречено функционирање на државата. Но така не мислат во антикорупцијската комисија. Именување од ваков тип не треба да има во време кога е започнат изборен процес, дотолку повеќе што се отвара ризик од потенцијално влијание, политичко влијание на гласачкото тело или како да кажем. Друг случај објавен во 360 степени што се најде на списокот на антикорупцијска е скандалот со фирмата која изработува дуб за центарот на Скопје за само 1 денар. Планерски фирми ангажирани од општини цртаат детални урбанистички планови за цена од 1 денар, и тоа за најатрактивните и урбанистички најсложени делови од Скопје. Не ви е сумнително тоа што некоја фирма се нафаќа за 1 денар да изработи, не така едноставно. Нормално дека е чудно. Неколку пати ќе ги кажеме забелешките, не може постојано да се враќаме назад. По неполни 2 недели од објавувањето на истражувачката сторија, антикорупцијската комисија отвори предмет. Најсимптоматично од сето тоа е изјавата на членот на Советот на општина Центар дека забелешките кои што ги даваат во текот на јавниот увид во расправата и така натаму не се земаат во предвид и истите не се коректив во донесените планови. Пред 4 месеци, кога земјава беше без антикорупцијска, 360 степени тестираше колку се веродостојни анкетните листови за имотната состојба на пратениците. Неколку дена околу собранието следевме кој пратеник со какво возило доаѓа на работа. Джевата Деми, пратеник на Дуи од Тетово, се појави со джип Мерцедес. Во анкетниот лист тој нема пријавено такво возило, туку Голф и BMW X5. Телефонски ми изјави дека Мерцедесот му бил земен на лизинг, па затоа не го пријавил како своја собственост. Со возило различно од пријавеното до антикорупцијска се појави пратеникот од владеачката партија за целосна еманципација на ромите, Самка Ибраимовски. Шкодата што ја возеше ја нема во анкетниот лист, каде е пријавен само Цитроен. Тоа е пред 2 месеци деве, не е нормално дека ќе се пријави. Сега немаме ни антикорупцијска комисија кому да пријавиме. Мухамед Зекири, пратеник на СДСМ од Скопје, на работа се појави со Ауди A5. Тоа е автомобил кој што е на мој пријател и во моментов се служам со него. И овој случај е интригантен за антикорупционерите. Кога ги прашува, излезе дека скоро сите автомобили баш тој ден им се позајмени од пријател, дека имаат пријавено. Реално, кога ќе морате да гледате фактичка состојба визави тоа што е пријавено, ќе се соочувате со серија на вакви креативни лажки. Така е. За тоа пак надлежностите на комисијата се многу зголемени. Како што знаете, и сами во законот пишува дека ние ќе бидеме електронски поврзани со многу бази на податоци на веќе 17 институции. Тука ќе биде и МВР, тука ќе биде и катастар, управа за приходи, мислам овие главни институции каде што се регистрираат имотите на граѓаните, така да многу лесно со самото впишување на матичниот број, да кажеме од МВР, излегуваат автомобилите регистрирани на име на тоа лице или од катастарот ќе излезе се што е потребно како имот на соодветното лице или на членови од неговото семејство. Така да налагат и се кратки нозите. По допрен глас, антикорупцијска го истражува имотот на актуелниот советник на председателот Иванов, Илија Исајловски.
Тој е поранешен заменик министер за надворешни работи и екс-амбасадор во Киев, Москва и Пекинг, за кого во 2016-та објавивме дека заедно со сопругата стекнале 291.000 евра богатство за 4 години. Стан во Москва во 2012-та 60.000 евра. Стан во Скопје во 2012-та 100.000 евра. Уште еден стан во Москва во 2013-та 80.000 евра. Джип Мерцедес годинава 51.000 евра. И заедно Исаиловски плаќа 2190 евра рата кон банките ако ги зеле на ефтините стамбени кредити, а толку од прилика им се и платите без додатоци и бонуси. Нивните анкетни листови не нудат одговор од што тогаш живеат овие функционери, бидејќи не пријавиле заштеди или други приходи. Но освен индициите објавени во медиумите и пријавите од граѓани, председателката на ДКСК вели дека ги следат и објавите на опозицијата. Гласното ВМРО ДПМН допира до вас од пресконференциите или не? Барате представка да ви прат? Како не допира? Па 18 вработени од чив глас беше? Од ВМРО ДПМН. Тие се од владеачката партија за вработувањата во ЕЛМ, во МЕКСО, во Министерството, така? Значи, први почнавме со владеачката партија. Под опрен глас, антикорупцијска ќе постапува и за време на изборната кампања што почна денеска. Што ми отворите веб страницата на ДКСК, ве пречекува овој формулар за пријавување неправилности во изборниот процес. Вашиот глас ќе допре до комисијата, дури и при анонимна пријава. Почна предизборната кампања. Разбирливо, фокусот на јавноста и на медиумите ќе биде на трката за нов шеф на државата, а изборите за нови градоначалници во 3 општини ќе останат во втор план. Но ние вечерва решивме да им посветиме внимание токму на локалните избори во Охрид, Дебар и во Новосело. Во првите 2 општини градоначалниците починаа, а во Новосело си поднесе оставка откако беше фатен во шверц на цигари на границата со Бугарија. Зоран Јовановски ги посети 3 општини кои се на различни краишта во државава и ја пренесува предизборната атмосфера од таму. Со председателските ќе се одржат и локални избори во 3 општини. Во Охрид на крајниот југозапад, во Дебар на крајниот запад и во Новосело на крајниот југоисток. Бисерот Балкански, Охрид. Подолго време не зрачи во полн сјај. Причините се повеќе. Охрид е еден од рекордерите во иселување. Ова е една од најзадолжените општини во земјава, а нефункционалниот колектор и бесправното градење ја загрозуваат уникатноста на езерото и крајбрежјето. Мора да се грижиме затоа што секирата од УНЕСКО ни стои врз глава. За Охридското езеро треба поќерачно да се води. Треба да се подобри менталитетот, да се трне егоизмот. Можност да помогне за решавање на проблемите во нашиот најпознат туристички центар ќе има еден од 5 темина кандидати за нов градоначалник. Константин Георгиевски од СДСМ, Митре Милошевски поддржан од ВМРО ДПМН, Михаил Трендафилов Нанче од Граѓанско-демократска унија, Стевче Стевоски од партијата Демократи и Джемал Мена од движењето Беса. Неврохирургот Митре Милошевски прв пат е на теренот на политиката. И другите во семејството се доктори, сопругата, синот и ќерката. Себе си се смета за граѓански кандидат поддржан од ВМРО ДПМН. Вели дека приоритет му се професионализација на општинската администрација, развој на туризмот, заштита на езерото и почист град без нелегална градба. Основното ми е да биде Охрид убав. Некако Охрид последните години со невидената евазија градежна го смена својот лик. Го смена својот лик што од најчист град, од најубав град, некако се промени, Охрид стана нечист, дури Охрид стана и загаден град. Константин Георгиевски е кандидат на СДСМ. Тој е актуелен ВД градоначалник на Охрид по смртта на досегашниот Јован Стојановски. И тој е доктор, интернист. Вели дека се залага за ефикасна администрација и владење на правото за сите. Охрид стабилен туристички центар, развиен, среден, чист, со срекни охриѓани, широки, чисти булевари, со заштитено езеро, со средени плажи, со развиена планина, со туристичка сезона 365 дена во годината. Михаил Трендафилов Нанче е бизнисмен и граѓански активист од невладината Совест. Како кандидат за градоначалник е поддржан од партијата Граѓанско-демократска унија, формирана пред околу една година. Охрид треба да биде
еден извор, кај што ќе клокотите од сите страни. Цела Охридска општина поврзана со Дебар, Крушево, Битола, Ресен, значи цел југозападен регион, да биде поврзан со Охрид, туризмот максимално застапен, спортот и културата. Еве чии гласови очекуваат да завршат на нивно конто. Јас ги барам гласовите на секој чесен граѓанин, на секој доблесен граѓанин кој се согласува со моје размислување. Мене не ми требаат гласови на нечесните луѓе, не ми требаат гласови на нечесните бизнисмени, не ми требаат никакви такви гласови кои после тоа ќе ми бидат баласт или терет во мојата работа. На локалните избори луѓето гласаат за личност обично. Има улога партиската определба, партиската превенција, меѓутоа сметам дека охриѓани се доволно разумни, имаат сенс за приликите и за тоа кој и што направил за само година и пол за Охрид. Хипотеки имат едните од другиот. Хипотеки носят од своите партии кои, гледајќи ги, како едни со други се препуцаваат, како се обвинуваат едни со други, како се ги вадат сите гнесни работи. Јас седам вака и си верам, па јас овие ќе ги победам 100-0. Многумина жители на Дебар ни раскажаа дека градот екзистира благодарение на близината со Албанија и гостите што доаѓаат од таму. Инаку, тоа е празен град е. И тоа се во Америка и тоа во Стајн Ајланд. И ние, ако има некоја можност за странство, сите бегат од Дева. Тоа е тоа. И ти би сакал да си заминеш? Па нормално, бидејќи тука нема што да се прави. Со 8.000 денари мој дадо живее човек. Толку ти викат. А Дебар е бил прочуен град во Македонија. Per arsimim, per kultur, per mikpritje, per pastërti. Qyteti është piqeshkih një vet. Во Дебар има двајца кандидати за општински татко. И двајцата се доктори, Хекуран Дука од ДУИ и Арбен Аголи од Алијанса за албанците. Аголи е педијатар и има своја амбуланта. На претходните локални избори му беше против кандидат на починатиот градоначалник Ружди Љата од ДУИ, кој тогаш победи со тесна разлика. Аголи смета дека на Дебар му е потребна промена, зашто со години на власт е иста гарнитура. Мислиме на градот дека треба малку повеќе транспарентност, бидејќи се е затворено во круг на поедини лица, нема информации за работата на општината, за работата на советот. На градов му треба измена во смисла на подобра чистота, треба градот да биде почист, затоа треба максимално сите да си вложиме труд за да на тоа успееме. Хекуран Дука од ДУИ е уролог. Тој е и актуелен ВД градоначалник на Дебар. Вели дека има тим и во соработка со младите сака Дебар да го направи европски град. Do të mundohemi që bashkarisht të luftojmë të gjithë pengesat negative, të cilat do të ekzistojnë për punësimin e tyre. Do të mundohemi bashkarisht që të krijojmë kushte që investitorët e huaj, tash e kemi parasysh integrimin në NATO, integrimin në Bashkimin Evropian, investitorët e huaj do të jenë më të gatshëm të investojnë në qytetin tonë, nga se kapitali i tyre do të jetë më i sigurt. На изборите во 2017-та, разликата меѓу Ружди Љата и Арбен Аголи беше околу 250 гласа. Граѓаните ќе се освестат овој пат. Сигурно дека ниеден од нас нема да присегнува кон притисоци кон населението. Се надевам и очекувам да ги оставаме луѓето слободно да одлучат. И ако они одлучат слободно, јас сум убеден дека јас ќе бидам един градоначалник на Дебар. Këtë ndryshimin unë do ta bëj në mënyrë të ndeshme. Nuk të bëjt kfinta politike ose diçka shantazhe. Unë kam qef që ky cikël zgjedhor ose kjo fushatë zgjedhore të shkojë në mënyrë të kulturuar, në mënyrë të qetë, edhe qytetarët të na votojnë vetë se programet. На веб страницата на општина Новосело, во делот за новости, се уште најнова вест е изборот на Боро Стојчев за градоначалник во 2017 година.
Тој си поднесе оставка уште во октомври минатата година, откако летото беше фатен при шверц на цигари на македонско-бугарската граница. Затоа Новосело сега бира нов градоначалник. Жителите од 16 населени места треба да се одлучат за еден од двајцата кандидати, а победникот ќе ја сефтоса реновираната општинска зграда. Мислам, јас ќе му предложам зимно време граѓаните на општина Ново село, тие што и повеќе ќе немат пари средства да купат дрва, да се преберат тука во зградата, гледајте колка убава зграда има. Некогаш општината имала 20 вработени, а сега има речиси 50. Жителите се надеваат дека се доволно за да ги решат хроничните проблеми со инфраструктурата, ниските плати и иселувањето. Се иселуват некои за екзистенција, некои не знам што имат примања, па одат од страната. Това им станало како навик. Општината се граничи со Бугарија и Грција, па локалната економија ја придвижуваат соседите кога доаѓаат за помалку пари да си завршат некоја работа или да ручаат во ресторан. Од помош се и иселениците. Комшии Бугари доаѓаат натаму, и нашите, и некој пат летото кога доаѓаат на одмор зимат, ги имаме малку поживо, иначе нема живот, мислам, во село. Што очекуваат по изборот на новата локална власт? Они си знаат сами. Тие што се главните. Ние ништо, ние сме като овца. Застрижеме, друго ништо. За градоначалник се кандидираа Никола Андонов од СДСМ и Николчо Стоилков од ВМРО ДПМНЕ. Андонов е познат бизнисмен. Тој еден мандат веќе беше градоначалник на општината од 2005 до 2009 година. Меѓу неговите приоритети е обезбедување чиста вода за пиење за сите населени места, изградба на канализациони мрежи, обезбедување работа за младите за да останат дома. Јас повеќе милувам да ја наречем општина Ново село најевропска општина во Македонија, затоа што граничиме со две европски држави, со Бугарија и со Грција, што значи и имаме доста привилегии да искористиме доста од европските фондови со тие две држави. Преку ИПАРД фондовите да можеме барем да им го покажеме на младите патот како можат да дојдат до почеток на собствен бизнис или да привлечеме некои странски инвестиции во кои ќе можеме да повеќе и повеќе ги вработуваме младите луѓе и да останат тука. Николчо Стоилков е претседател на општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ во Ново село. Вработен е во царинската управа. И тој ветува водовод и канализација. Смета и дека е потребна поголема грижа за природните убавини со кои изобилува регионот заради развој на туризмот. Да ја направиме општина која ќе го вреднува трудот онака како што доликува да биде најплатен труд, ќе направиме општина која ќе понуди можности и мотиви на младите, макар да пробат да инвестират во своји бизниси, се со цел да ги мотивираме да останат тие тук. За да се реализират сите тие три постулати, ние имаме програма која ги опфаќа тие работи и која што нели детално ќе биде сега се изработува и која детално ќе биде представена кај граѓаните со почетокот нели на предизборната кампања. Изборниот законник нормира дека во првиот круг за градоначалник е избран кандидатот што освоил мнозинство гласови од оние што гласале, под услов на изборите да излегле најмалку 1/3 од вкупниот број регистрирани избирачи во општината. Ако не излезат 1/3, изборите се повторуваат од почеток. Ако пак излегле 1/3, но ниеден кандидат не добил мнозинство, по 2 недели се оди на втор круг, во кој влегуваат двајцата со најмногу гласови од првиот круг. Во вториот круг, победник е кандидатот што добил повеќе гласови, без разлика колку мина гласале. Чист и мирен изборен процес и носење на законот за СЈО се двете преостанати одредници според кои ќе се раководат земјите членки на ЕУ, кога во јуни ќе решаваат дали Северна Македонија да ги почне преговорите за членство. Од надворешните фактори што ќе влијаат на одлуката, најзначајни се изборите за Европскиот парламент во мај и преценивниот исход во Франција. Комплицираната ситуација ја анализира професорот на Универзитетот во Грац, Австрија, Флориан Бибер, со кого разговара Владимир Мирчевски. Еве го краткото интервју. Mr. Bieber, what are the chances for North Macedonia this June to be granted start of accession negotiations with the European Union? Well, it's possible, but it's going to be quite challenging, and I think challenging mostly because some EU member states, in particular France and some others,
Netherlands, Denmark, are skeptical to give the green light for the beginning of talks. A lot of it has to do actually with domestic politics in the countries. So fear that the kind of Euroscepticism in the countries and populist waves would challenge the government. So they're unwilling to do anything which is going to question the kind of Eurosceptics in their own constituency. So it has a lot less to do with North Macedonia and a lot more to do with domestic French and Dutch politics. You mentioned challenging. From your perspective, what is bigger challenge? Hesitation of some member states, you mentioned France, Netherlands and Denmark, or the very narrow window for the German Bundestag to analyze the annual European Commission report on Macedonia and possibly give green light for accession talks? Well, I think there are a couple of these obstacles. As you mentioned, the short time span for the Bundestag could be an issue, but I would expect that if especially North Macedonia does everything right over the next months in terms of reforms and there are no obstacles emerging, that I would expect a very clear message from the European Commission. And that would, of course, help also the Bundestag to take a decision. And I would expect that, especially when it comes to North Macedonia, that the Bundestag is not going to have major reservations. So even though it's a narrow window of opportunity, I would be surprised if that would be the main obstacle at the end of the day. And what about the hesitation on part of France and Netherlands? I think that's a much bigger issue, and especially one because it's not in a certain way rational. It is based on an irrational fear of domestic politics reflected in the protests of the Gilets jaunes, the yellow vests in France, for example. So I found in France a lot of reservation on any symbolic level to seem to promote enlargement at the moment. It's very little to do with the countries. So I would expect that depends a lot on the outcome of the European Parliament elections. Will especially Macron be encouraged, or will he feel in a certain way have to be even more reserved and slower on the process because of high opposition? And the same in the other countries like the Netherlands. And there we've seen the rise of new populist actors and recent local elections. So that will depend a lot on the outcome of elections in May, whether or not the countries or their leaders will find courage to send the right signal for North Macedonia. So this brings me right to my next question. What is the main determining point for France's decision? The outcome of the European elections, as you said, or the homework done in Macedonia on part of the reform agenda? Well, I think the main causes are indeed domestic politics in France, the outcome of the European Parliament election. Now, of course, it does matter what happens here. If the government does its homework, if it results in a positive, clear recommendation by the Commission and in a certain way showing that it's really made progress and also that it's determined to do progress domestically and not just in resolving bilateral issues, then of course it will be harder for France to block it. So of course France has to also justify its blockage if it decides to do that, and if the government makes mistakes, it makes it easier for the government of France to find excuses. So in that sense, the primary mover is domestic politics in France, but it doesn't mean that the government in North Macedonia should lean back and say, well, it's out of our hands. On the contrary, it can shape the outcome and either send a positive signal, which will also give the other member states the push to kind of corner France, so to speak, and really try to become more compromising on the matter, or give an excuse. If you were in a position to be the Prime Minister of North Macedonia, what would be your agenda starting from now until June summit of European Union? Well, I mean, in a certain way, the main challenge would be to push a government to really engage in its reforms and take them seriously, and make sure, monitor and make sure that there's dealing with rule of law, dealing with corruption cases, that they're engaging in reform. I mean, there's a clear consensus in terms of the population of North Macedonia that they want EU membership. So campaigning against the EU and campaigning on issues such as the done name agreement is certainly not very helpful and doesn't help to a certain way move the debate forward. I think there's a popular consensus that Euro-Atlantic integration is the goal of this country. So I think one has to think about what are the key points to get this agenda moving forward, which is dealing with corruption and clientelism, which of course is not a one-day reform, strengthening the rule of law. And I think these are priorities which both government and hopefully the opposition would take seriously. Thank you very much.
Во јуни во Баку, главниот град на Азербејџан, ќе заседава Комитетот за светско наследство при ЮНЕСКО за меѓу другото да реши дали Охрид ќе го стави на листата на културно и природно наследство во опасност. Од владата се оптимисти дека Охрид нема да го загуби досегашниот статус, но експерти и граѓански активисти не се сигурни во тоа. Особено што во овие последни денови во кои се затвора извештајот за Охрид, од езерото доаѓаат лоши вести за постојано палење и горење трска, најверојатно заради нечии бизнис интереси. Што може да натежне во ова одење по работ, како што ја опишуваат состојбата од Канцеларијата за соработка со УНЕСКО, од Никола Здравковиќ. Во сенка на Денот на жената, на 8 март, Собраниската комисија за култура разгледуваше информација на надлежни институции за состојбата со природното и културното наследство во Охридскиот регион. Самиот наслов, а и динамиката на расправата не беа доволно атрактивни да ги задржат новинарите до крајот на настанот. А токму во тој дел од расправата, можеби и првпат, представник на државата призна отворено дека статусот на Охрид како светско културно наследство виси на конец. Јас си уште барем од оние неформални нели комуникации кои што ги имам, тоа се неформални, со некои представници од УНЕСКО, во основа дека си уште се движиме, како да кажеме, на една работ. Комуникациите се во пресрет на 8 април, денот кога УНЕСКО го затвара извештајот за Охрид. Си уште не е нешто изгубено, меѓутоа ни предстои еден период од еден месец, додека имаме можност да доставиме си уште дополнителна документација до Центарот за светско наследство, односно не само документација, едноставно да покажеме волја и реален ангажман, што можеби би значило нели едно подобрување на нашата слика. Важно е да се види волјата и сето тоа на крај крајава нели зависи понатака од она што ќе се случува и во Баку. Може би е далеку од Скопје и од Охрид, но главниот град на Азербејџан од 30 јуни до 10 јули ќе биде важен за земјава. Во тој период, Баку е домакин на 43-то заседание на Комитетот за светско наследство на УНЕСКО. На самитот ќе биде соопштено дали земјава го пречекорила работ, односно дали Охрид ќе биде впишан во листата на загрозено светско, културно и природно богатство. Дали надлежните имаат доволно аргументи да ја убедат светската организација дека Охрид сепак не е во опасност, особено ако се земе предвид дека за 7 дена истекува рокот на докажување дека сепак се работи според препораките на УНЕСКО. Овие снимки од трската, поточно од она што остана од трската во делови на Охридското езеро, се од минатата недела. Со незиното уништување се уништува и екосистемот на езерото, а едно од клучните барања на УНЕСКО е мораториум на сите крајбрежни урбани трансформации на подрачјето до усвојување на сите релевантни плански документи. Што прават надлежните, праша и стружанката Нола Исмаиловска-Старова на последната седница за пратеничките прашања. Со оглед на тоа дека не може да најдеме сега кој е виновен за тоа да се спречи палењето на трската, решив прашањето да го насочам до вас и да се надеваме дека бизнисот и интересите конечно ќе престанат да бидат поважни од едно од основните човечки права на чиста животна средина. Практично имаме 4 лица против кои што се поднесени кривични пријави за овој случај. Еден апел упатувам и до надлежните инспекцијски служби да ги извршуваат своите законски надлежности во заштита на природните реткости, природните добра. За УНЕСКО нема да биде тешко да провери дека апели до инспекцијските служби беа испраќани и претходно. На 30 јули минатата година, по надзорната расправа во Собраниската комисија за култура за Охридскиот регион, еден од заклучоците беше: Државниот инспекторат за животна средина се препорачува да го зголеми бројот на инспекторите надлежни за Охридскиот регион, како и бројот на инспекцијски надзори во Охридскиот регион, а извештаите на квартална основа задолжително да ги доставува до Комисијата за култура. Јавно достапните информации говорат дека напредокот по овој заклучок е мал. Например, инспекторатот барал 9, а добил 4 нови вработувања, од кои само еден инспектор за животна средина. Дури да има мало подобрување, тоа е во сенка на фактот дека токму за струшки инспектор по природа од Министерството за животна средина, јавното обвинителство води постапка, бидејќи не сакал да излезе на терен и да действува по наредба на јавен обвинител.
Уште поголем проблем од уништувањето на трската е урбанизмот. Барањата на УНЕСКО се кристално јасни, да не се гради покрај брегот и да се урнат сите дивоизградени објекти. Пред 2 месеци, токму првиот човек на владата, која се бори да го задржи статусот на Охрид, даде контроверзна изјава за еден од најспорните објекти на Охридското крајбрежје – хотелот во Лагадин. Дури и да постои правно формален аспект во оделението за урбанизам, не може, не бива. Не бива, не може, најлесно да биде не. Ке најдат начин како да биде. По бурните реакции, Заев го смени ставот. Последен во низата проблеми е Алипашината џамија во Охрид. Институциите велат дека има дозвола само за реставрација, додека ИВЗ вели дека реставрацијата вклучува изградба на 32 метарско минаре. Но наместо во следните неколку дена, кога се затвора извештајот за УНЕСКО, ова прашање ќе се решава подоцна. Одлучивме сензитивен период. Доаѓаат избори, Охрид е примерна со животот и на меѓурелигиското разбирање, да ова прашање заедно на заеднички состанок после 5 мај седнеме во владата и го изнајдеме решението. Дивоградби во Охридско има многу повеќе и многу поодамна. На тоа со години реагираат активистите од Охрид СОС, обвинувајќи дека и локалните и централните власти испраќаат селективни и невистините извештаи до УНЕСКО. Владата се однесува како лош ученик кој постојано заборава да изработи домашната задача и упорно се надева на помилување од учителката. Поради тоа очекуваме Комитетот за светско наследство да ја третира состојбата на Охридскиот регион со сета сериозност на проблемот и ученикот да го оцени правично согласно резултатите. Прв чекор кон решение за старите и спречување нови дивоградби, Министерството за транспорт гледа во нов закон за урбанистичко планирање, кој јасно ќе ги разграничи овластувањата, а со тоа и префрлувањето на одговорноста. Текстот е во собраниска процедура и очигледно е дека нема да биде донесен пред крајот на изборите. Од невладината Фронт 2142 сметаат дека клучен е еден друг закон во најава за управување со Охридскиот регион. Дали тој закон ќе го види денот или не, тоа најмногу ќе зависи од како собранието ќе се избори да истиот во таа верзија продолжи понатаму и дали ќе останат оние главни одредби кои што во суштина ја овозможуваат вистинската заштита за регионот. Затоа што со тој закон се регулира малку на повисоко ниво како би оделе понатаму одобрувањата за инфраструктурни проекти, за проекти од аспект на урбанизмот и така натака. Значи целиот сет на планирање малку во подетална насока. Но има и такви кои тврдат дека и актуелните закони се доволно добри. Научниот труд на правникот Антонио Павловски, објавен од Институтот за човекови права, покажува дека проблемот е во примената. Например, веќе илустрирам, едната третина од езерото која што припаѓа на Република Албанија, која што денес не е прогласена за локалитет на УНЕСКО, Албанија веќе ја подготвува таа апликација и за таа цел сите, не само дивоградбите, туку и легализираните градби кои што беа на 50 метри од крајбрежјето, беа урнати. Ние од друга страна, кои што ги имаме 40 години овој статус, наместо да го следиме примерот на останатите држави, ние за жал легализиравме доста дивоградби. И покрај загриженоста од повеќе субјекти, вклучувајќи и Канцеларијата за односи со УНЕСКО, која патеме во рамките во Министерството за култура, од овој владин ресор се оптимисти за исходот во Баку. Ги добиле документите од повеќето институции што ги барала светската организација. Охридскиот регион ќе го задржи статусот на светско наследство, а ќе продолжиме да работиме на подобрување на ситуацијата во регионот и зачувување на интегритетот и автентичноста на природното и културното наследство. Но сите ние, пред се граѓаните и релевантни субјекти, треба да знаеме дека статусот светско наследство на УНЕСКО е посебна категорија на заштита на културното и природното наследство. Нивниот оптимизам не го делеше Зоран Павлов, председател на Комисијата за управување со Охридскиот регион и раководител на секторот за меѓународна соработка во Управата за заштита на културното наследство. Се вратив сега од Португалија, Синтра, светско наследство, има троспратна зграда со знак на УНЕСКО која што и менаџира и контролира и све. Ние во Охридскиот регион немаме една единствена соба која што се однесува и размислува за светското наследство. И токму затоа се префрлаат топките од една на друга институција. Километрите и деновите до Баку се намалуваат,
Ако не друго, на надлежните им предстои напор да се погрижат барем горењето на трската да не ги согори надежите, дека Охрид ќе остане на листата на заштитени подрачја на УНЕСКО. Не одете никаде, по уште една пауза е саботажата. Ве поканувам заеднички да видиме каде вечерва цели Сречко Поповски. Како и пред секој предизвик, така и пред престојниот, комитетите и штабовите стануваат идеолошки и психолошки работилници во кои со драматуршки настапи се креира амбиент за ослободување од лузерскиот синдром. Црвената престолнина е мета на силен атак на илегалните револуционерни кружоци, кои никако не успеваат да го преминат Рубиконот. Затоа што ми у Куманово имамо историску задача. Од 38 не е смената власт у Куманово. Од 1938. Ми смо донесени пред 45 луѓе. Значи ми смо сега донесени, Македонија пред 45-то. Ова конечна пресметка со левицата која заговараат промотерите на десницата е однапред осудена на неуспех, бидејќи за разлика од она историската, народна и федерална, актуелната, модерна и северна, ја предводат лидери кои ги напуштаат традиционалните ориентири и ја прават бесмислена идеолошката диференцијација. Влечеме позади нас еден социјалистички систем по кој што како општество пополека се откажуваме и треба да се откажуваме, да се навикнеме на капитализм. Сепак не треба да се занемарат оние кои се длабоко пенетрирани во системот и за да навлезат уште подлабоко, предиспонираат карактеристики на едноумие, создавајќи матрица на размислување, за која се мислеше дека му припаѓа на некое друго време. Јас кога говорам со моите родители, кога ги прашам кој е личноста кој направил најмногу за нив како луѓе и најмногу за нашата држава, каде се чувствувале највеќе признание, тоа било во времето на Јосип Брз Тито. Ќе дојде време каде што ние на нашите деца, на нашите внуци ќе им раскажуваме и ќе говориме дека сме живееле во времето кога Зоран Заев заеднички со владата успеал да го реши деценискиот проблем. И ваквата паралела е веројатно само лична перцепција, бидејќи такво чувство не само што нема изградено општеството, туку ниту оној кому му е наменета ваквата споредбена анализа. Па со чуден ќе одбива да прифати да биде прашан за тоа дали има нешто заедничко со малиот Јоже од Загорски Кумровец. Ве молам тоа мене да ме прашувате, јас сум Зоран Заев од село Муртино, Струмичко. Но нема да има грешка кога на истиот тој лик од македонскиот и југозапад ќе му се проектира сета одговорност за толеранцијата на партнерите на кои им дал подршка, а тие инфантилно им се подсмеваат на граѓаните и ги третираат како идиоти, кои се должни и мора да ги плаќаат каприците на нивната неизживеаност. Ево тука да пред вас е паркирано. Може да го сликате и да го снимите и да го дадете тука. Видиш колку е убаво. Не знам дали успеале колегите. Видиш колку е убаво. Да, убаво. Али како јас ќе дојде вечерва тука кај вас, ако нема возила? Јас увидов дека и се изгласа на совет дека ќе земеме таква кола. И што има тука проблем? Колку е убаво, видите колку е убаво. Слушајте, каков градоначалник ви се гледам јас. Ке одам со Фичо? Па не вреди еден градоначалник со скинати јалишта и со слаба кола. Можда требаше да земам уште поубаво возила. Полигонот за едукација на правилата во политичкиот сообраќај е отворен и огромен. И ништо повеќе не смее да остане без санкција, бидејќи радарот на јавноста веќе покажува недозволена брзина за која не може да има оправдување. Не е изговорот. Бевме посветени на решавање на прашањето со името, сега ќе се посветиме на економијата. Ви се молам, влада од 24-5 министри, вице-министри, премиери, вице-премиери, да нема кој да ги води тие елементи, тоа се малце смешно. Да. И на крајот, за македонскиот Кидрич, кому му беше доверено да ја вози македонската економија, ама за управувањето беше оценет со цифрата, која асоцира формата на воланот. Пазете, немате возачи во Македонија веќе, имате камиони што стојат бидејќи нема кој да ги вози. За транспорт на решенија во економијата не се проблем возачите, туку диспечерите. Камионите ќе мрднат од место само тогаш кога ќе се знае
каде треба да стигнат. Толку од нас за вечерва. Останете на Алсат да ги видите вестите. Ние повторно се гледаме в петок од 22. Пријатно.